Се менува свеста. Овде во околината на Струмица најрелевантни се референдумите кои што се одржаа, кои што покажаа дека граѓаните можат да бидат активни. Тоа сепак е мал чекор, треба уште многу, посебно за прашања кои што не се толку големи, да речеме, толку крупни. Прашањето за еколошките импликации на рудниците е секако големо и ги засега сите, но има прашања кои што не ги засегаат сите граѓани и токму затоа ние решивме и денеска ваква обука да одржиме, да видиме кои се законските норми за да се спроведе една ваква иницијатива, било да е тоа референдум, собир на граѓани или граѓанска иницијатива, и да ги поттикнеме на некој начин и граѓаните, но и институциите да повеќе да се грижат за потребите кои што ги засегаат како граѓани. Јас искрено се надевам дека ќе оваа лавина која што тргна со референдумите ќе продолжи и понатаму и дека граѓаните ќе го подигнат малку нивото на граѓанска култура. Според вас што треба да се направи? Кој е одговорен за таквата зачмаеност досега кај јавноста за активно вклучување за одредени проблеми, решавање на одредени проблеми? Нормално одговорни за спроведување на сите политики се институциите, но не можеме да најдеме мана само на институциите и граѓаните треба да бараат. Не секогаш институциите знаат кои се проблемите. Овде постојат проблеми. Најголемиот секако е партизираноста на институциите. Тоа е најголемиот проблем за таа зачмаеност на граѓаните, но и многу повеќе апатичноста на граѓаните, кои што се уште голем дел од граѓаните сметаат дека некој друг треба да ги реши нивните проблеми, а и механизмите кои што им стоат на располагање, законските механизми не се баш пријателски настроени кон граѓаните, се бараат многу големи проценти за излезност, се бараа многу голема и тешка процедура за да се спроведе една иницијатива. Сите овие работи кога ќе се стават на едно место, се добива ваква ситуација да граѓаните многу ретко се вклучуваат во носење на одлуки на сега денеска ние зборувавме за локално ниво, но истото важи и за национално ниво.